Обвинителството бара казна од 5000 евра за Штипјанец кој не ја почитувал задолжителната самоизолација, а на која му била определена задолжителна мерка на самоизолација до 26 март. Обвинетиот 32 годишник не постапил според решението со кое му била определена задолжителна домашна изолација до 26 март, па на 25 март го напуштил својот дом и отишол во берберски салон. Надлежниот јавен обвинител од судот побара на обвинетиот да му определи парична казна од 100 дневни глоби, при што висината на секоја дневна глоба да биде одредена на износ од 50 евра во денарска противредност, односно вкупна парична казна од 5000 евра. Освен Штипјанецот и 7 други лица од источниот регионот денеска се со кривични пријави кои не ја почитувале задолжителната самоизолација. 6 лица се приведени поради непочитување на полицискиот час, а 19 нови лица од регионот добиле задолжителна изолација. На 19 лица им се издадени решенија за изолација и едно е во самоизолација. Од страна на полициски службеници извршени се 43 контроли над лица во изолација и 275 контроли над лица во самоизолација. Констатирано е едно непочитување на решение за изолација. Забраната за движење не ја почитувале 6 лица. Истите се приведени и изготвени се 6 записници. Поднесени се 7 кривични пријави по член 206 од Казнениот законник. Контролирани се вкупно 168 објекти. Стои во соопштението на секторот за внатрешни работи Штип. Со оглед на тоа што кај некои лица кои ја прекршиле самоизолацијата подоцна е констатирано присуство на коронавирусот, надлежните апелираат сите оние кои имаат информации за вакви лица, истите веднаш да ги пријават. Штип и понатаму останува најризичен град во регионот со евидентирани заболени со 128 лица кои во моментот се во задолжителна самоизолација. Од нив 34 се со решение. Останатите општини сега за сега може да бидат мирни. Бројката е намалена бидејќи на дел од изолираните им истекува 14-дневниот домашен карантин. Таков е примерот на Кочани, каде се превземаат и дополнителни мерки за заштита на граѓаните. Када денеска имаме 28 лица од општина Кочани кои се се уште во самоизолација, 2 лица од Зрновци и 4 лица од Чешиново Обешово. Што значи дека бројката значајно се намалува. Лицата кои го издржале изолацијата од 14 дена да продолжат и понатаму да се однесуваат одговорно. Една од мерките кои што ја донесовме е покрај тоа што ги затворивме детските игралишта, сега од денеска ги затвараме и повеќе наменските игралишта. Слична е ситуацијата и во останатите општини во регионот. Кај дел од нив има намалување на самоизолираните, а кај дел бројката останува иста. Берово 45 лица, Виница 33, Пробиштип 27 и Делчево 27 лица кои се во задолжителна самоизолација. Во Делчево веќе се спроведуваат и дополнителни мерки во здравствениот дом, односно ќе има само итни стоматолошки прегледи. Има дежурна стоматолошка служба. Од вчера почна тоа, ние веќе направивме списоци, они се организираат добро, кои се дежурни ординации, тоа е на ниво на цел град, тоа се 13 стоматолошки ординации, ке дежураат и саботи и недели и нокно време, меѓутоа за посебни случаи на кои што се наведени, знаете, ги објавија и на телевизија за итни случаи. Превентивните мерки продолжуваат и во помалите општини во истокот, каде бројката на изолирани лица останува непроменета. Односно, во Карвинци 12, Македонска Каменица 9, Пехчево 5, Чешиново и Облешево 4 и Зрновци 2 лица.